15! Добар ден, вашата омилена водителка за вашата омилена телевизија. По вчерашниот прилог кој што го имитувавме, знаете ние секогаш сме ексклузивни, во семејство каде што и покрај многу тешки услови за живот, и покрај тоа што немаат струја, немаат вода, ни основни минимални услови за живење, сепак ова фамилија успеела да изгради врвен спортист кој што достигнува врвни резултати. Зашто станува збор, ќе дознаете за кратко, повторно, во домот на ова скромно семејство. Добар ден. Јас би ве замолила, ако можете накратко да повторите вашата приказна за тоа со кој спорт се бавите, што имате достигнато и како сето тоа почна. Па јас одев на школа прво со пливање, до декември тато не ми даваше пари за слободна и затоа одев со пливање и после кога ќе заладеше декември, негде средина на декември, и кога ќе ми даеше тато пари за слободна, јас одев со автобус и еднош така го испуштив автобусот и трчав по него, тој застана на постојка, а јас продолжив да трчам и се виде побрзо и стигнав многу порано. И така почнав јас секој ден од декември натака да трчам до на школа и затоа побрзо стигнав и ги собирав парите од слободна, тато што ми ги даваше. Така, какви се реакциите од вчера? Што се промени во вашиот дом? Што се случи? Јас сакам да изразам, значи, голема... Свеќава изгасни. Свеќава изгасни. Зошто? Се обдена. Дунја. Значи, јас сакам да изразам голема благодарност на цела македонска јавност и на сите што помогнаат, значи, од која не виделе на телевизија за нашиот случај, да се живее без струја, без основни услови е многу тешко, да ви кажам. Значи, и сите дојдоа да помогнат. Прво дојдоа, значи, многу сме благодарни на државните институции, дојдоа од воа што е за станови предпријатието и ни рекоа, че извинте сега нема станови, ама ако дае Господ, ако има понатки чиме и за вас, јас сум многу благодарен. Фала му на Бога што ги прати да видат. После дојдоа од тоа како се вика за млади и спорт и донесоа бурек, донесоа наполитанки, донесоа јогурт и тоа и Колку бурек, колку? Па неброено, може 7-8, имаш и повеќе. И ни кажаа дека јогуртот е специјален, дека унатре има и витамини од девојчето, она е и маратонец у пливање, и маратонец у трчање и секако еве тука, не знам дали може камерата да прикажем, има цели кутии што ни донесоа. Дек се мои кутиите? Натри ги кладова. Сигурно? Да. Значи, што ни донесоа и ние сме многу благодарни и помагат, значи, и од обични граѓани, али посебно институциите. Еве идат, еве сега гледам иде некој човек. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте од... Па ние сме од Македонска радио и телевизија. Добро. Да ви кажам, кога слушавме за овој случај, многу се испотресовме и веднаш одржавме управен одбор и со оглед на нашата тешка финансиска ситуација, значи не можеме да помогнеме со пари, меѓутоа едногласно одлучивме да им доделиме 2 гратис карти за некој фестивал универзална сала и одлучивме исто така едногласно доколку нашата врвна спортистка отиде на Олимпијада, да речеме, додека траат незините настапи таму да бидат ослободени од радиодифузна такса.
Меѓутоа се мислевме дали само за време на незините настапи, меѓутоа одлучивме дека трае целата олимпијада да бидат ослободени од радиодифузна такса. Ами ние немаме телевизор, ни радио немаме. Господине, ова е баш би сакал да соопштам, значи многу ви е добра приметбата и реакцијата, значи законот за радиодифузна такса не ве ослободува од плаќање на претплата за МТВ, доколку има и немање на телевизор. Ние немаме струја, ама кажа, рекоа вие, тоа сега било приватна фирма и Епа, господине, ние не сме надлежни за тоа, знаете, струја е друга фирма, тоа е ако приватна. ние сме синко благодарни, фала и што дојдоте, фала, многу ви фала. Многу ви фала. Многу ви фала. Фала. Едно нешто што мене ми го згрее срцето како овој убав сончев ден, еден господин кој што беше толку дарежлив, што не би можело да кажем, еве ќе го повикам него, господин, ако можете да кажете што направивте вие за оваа семејство. Па јас кога го Благодарност, господине, благодарност, Фала. благодарност. Нема за што, господине, видите. Овој прилог навистина беше потресно за сите во Република Македонија и мислиме дека Република Македонија треба да се срамува за вакви случаи. Јас сум многу емотивно и како семејство, мислам, и како воопшто, како живо биче. И кога го видовме овој прилог, јас прво што направивме, рековме како може без струја да се постигнат вакви врвни резултати, пошто јас сум и самиот сум спортист и знам што значи да се нема енергија кога се работи А каков спорт, господине, вие? Па јас сум борач. Пеливан? Молим? Пеливан? Не, пеливан. Јас сум борач за човекови права, за људски, што се за со сите легитимни средства, мислам. Да. И така. И кога видовме дека нема струја, прво што го направивме, викам, ја имам дома 2 акумулатори од ФАП. Да. И тргнав да ги носим, али тоа тешко, али нема проблеми, мислим, али викам како ќе го пуни ако нема струја, мислим нема зашто. И да ви кажам, сум прво донесовме 2 губика дрва. Еве овакви 2 губика дрва им ги наредив, сам сум ги цепал јас со овие 2 руки и со жена. Сум ги цепал, меѓутоа тоа е само еден символизам повечко. Иначе најголемото што сум рекол, пола од мојата плата го давам на ова девојче за да може да постигнува такви врвни резултати. Пола плата додека ми стига за нив ќе оди во. А што работите вие? Јас сум вработен во современа јавна администрација. А што е тоа современа? Современ, ние сме вработени во администрација, меѓутим не одиме на работа. Си имаме плата, меѓутим нема. А современа, пошто седим дома у современ дом и гориме од желба така да не запослуват да идеме негде на работа и мислим дека каде и да е и тоа ќе се деси у наредниве избори, што се 5 години, колку ќе дојде, толку мислим не е битно. И затоа решив ја мислим седиме дома, платата стига, што ја имам плата, мислим имам и приватно, работим све. Зошто да немаме на спортистите да се дава, мислим стварно нема на зашто и така. Јас сум кажувал, па дури после, кога ќе не запослуват и во некое јавно предпријатие, кога ќе можем повеќе да зимам пари, јас ви обечавам дека половина плата тогаш ќе го давам не само за спортот, половина плата ќе го давам за монументални, за јавно, за споменици, за патови да има, за други инфраструктурни, културни надпреварувања и така. Браво. Се извинувам, ме бараат. Може да ќе биде за работа, не знам. Ало, у телевизијата. K15!